законот кој што вчера го образложив на пленарната седница, за која што сметам дека како држава требаше да дадеме можност за инсталирање на на некаков начин алтернативни извори за производство на електрична енергија, како што се сончевото производство, хидропроизводството и ветерното производство, треба да добијат одредена предност, заради тоа што и клучна стратешка цел на Европската Унија, но и на нашата држава, особено со усвојувањето на новиот закон за енергетиката, е полека да го трансмитираме нашето производство од традиционални извори на обновливи извори на енергија. И заради тоа што ние како држава можеме да бидеме и конкурентни во регионот, и треба да станеме држава која што е енергетски независна, но и извозна за електричната енергија, сакавме да внесеме една новина во овој закон, нормално во разговор со сите релевантни лица, и да го скратиме рокот на јавната презентација, кој што претходно беше најмалку 30 дена и најмалку 15 дена, за да можат службите во рамките на своите надлежности да одговорат на евентуалните забелешки кои што би ги имале во јавната презентација, со оглед дека сите оние капацитети кои што се инсталираат во ненаселени места. Одлучивме да предложиме и со цел намалување на административната постапка, да направиме едно скратување на роковите и да биде целата јавна презентација 10 дена, додека другиот рок за да може да се произнесат институциите да биде 5 денови, на тој начин за 15 на дена да се направат измените во планот. Но тука со овој амандман сакавме да додадеме уште една можност за контрола од страна на институциите, бидејќи не е поентата на никого од мнозинството, односно до ние кои што сме поднеле законот или во случајов амандманот да заобиколат некоја државна процедура, сакавме да најдеме начин како при евентуална поплака или при евентуална забелешка од страна на граѓаните за некое урбанистичко подрачје да се создаде уште една можност за правна нивна заштита, но и за соодветно решавање на нивниот проблем. Предложивме во членот 1, во новиот член 49а, по ставот 1, по втората реченица, да се додаде нова реченица која што гласи: за јавната презентација се изготвува извештај од страна на стручна комисија формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, при што доколку од јавната презентација произлезе потреба од измена на предложеното законско решение, стручната комисија дава насоки за истото во самиот извештај. Односно, амандманот се предлага со цел да се допрецизираат одредбите во делот на изготвување на извештај, односно доколку во самата јавна презентација произлезе потреба од измена на предложеното планско решение и тоа да се вради во извештајот во вид на насоки. Односно, министерот кој што во овој момент го води Министерството за транспорт и врски, доколку има една забелешка, во овој закон и со додавање на овој амандман се дава можност да сите тие забелешки се стават во извештај и граѓаните се насочат како полесно да дојдат до решение, односно до администрирање на нивните барања од страна на државниот орган. Ви благодарам.